Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Една од најмаркантните спортски фигури во Македонија во првите 2 децении од овој век секако е кошаркарот Pero Antić. Тој во својата богата кариера има освоено многу трофеи. Доволно е да споменам дека има само 7 титули во шампионатите каде што играл за екипите од таа земја, каде што е освоена титулата, а има освоено и 4 купови. Меѓутоа, највредното во неговата кариера се 3 победи во најквалитетната Евролига. 2 победи беа со Олимпијакос од Атина, една со Фенербахче. Ми се чини со еден ваков биланс, ретко кој спортист не само во Македонија нема, туку и во обкружувањето, дали ќе најдеме некој спортист во кој да е спорт со толку трофеи освоени на европската сцена. Меѓутоа, во македонската спортска историја, името на Pero Antić ќе биде запишано и како прв наш и единствен досега, верувам дека и долго време нема да имаме играч во најквалитетната NBA лига. Тој ги бранеше боите на Атланта, која е една од вака најинтересните екипи во американскиот шампионат. Токму со Pero Antić ќе разговарам сега, ќе се подсетиме на неговите почетоци, на неговата кариера. Инаку пред почетокот на емисијата разговаравме, бидејќи со неговиот татко и се дружевме, па го знам од мало детенце, меѓутоа тогаш кога го гледав, не предпоставував дека ќе стане толку голем играч, а и голем по височина 2.10, 2.11 е неговата височина и токму со таа височина ги убива, би рекол, противниците. Pero Antić, добре дојде во мојата емисија посветена на македонските спортски легенди. Навистина пријатно ми е да разговарам со тебе. Разговарав тогаш како детенце, разговарав кога почна да играш за работнички, потоа во текот на кариерата се среќававме. Овде имам една тетрадка што ја чувам и вака прелистував и гледам, си играл за Годел работнички против Никол Ферт, на 24 октомври 99 година. Роден си 1982, значи со 17 години еден од најмладите во нашиот, би рекол, најпопуларен и со најдолга традиција кошаркарски клуб. Па Pero, сега тебе ти препуштам да кажеш нешто за тие почетоци, што те привлече во кошарката, дали брзото растење, височината, или пак сите случувања тога што беа околу кошаркарскиот спорт во нашата држава. Пред се едно големо благодарам на поканата, голема чест е да се биде во твојата емисија. Ние као деца израснавме со твојот глас и не достига, само да ти кажам, тоа пред се на телевизиите за да биде интересно и занимливо. Тој тие преноси. А што се однесува до Годел работнички, сосема случајно тргнав да се запишам во Годел работнички. Многу деца од малото ги прашувам кај идете, што правите со опрема, идеме да се запишеме, не е како сега сасвим друга е стилот, ќе се запишеме, реков, ајде ја ќе дојдам. И добра анекдота е што Марин Докузовски на првиот тренинг малце закасни, вајде некоја минута, во редицата као војници, која се бира као лубеница децата. И Марин, каде бе ти мали? Беге надвор, закасни. И истиот тој човек ме зема у првиот тим на тие 17 години. Тогаш имаше и што да се гледа, да не омаловажувам кошарката, сега имаше идоли, се идеше 2 сата пред надпревар, немаше сала што не беше полна. Така да имав идоли и сакав да бидам како нив, приближно на нив или подобар од нив. Така да и тоа ме влечеше во кошарката и кога стигна во првиот тим, мислев дека готово, Годел работнички, врвот го достигнав и тука сега пензија на 17 години. Само да седиш на клупата на работнички беше чест. Тогаш колку беше висок? Бев тука 2.1, 2.2, тука бев.
Пораснав уште малце после. Ама кога те гледаат тренери, предпоставува дека ќе одиш на кај 2-10 и викаат еве го вистинскиот центар, и така беше. Па центар, тука јас прво сакав крило да играм, а центар кој ќе те стават, не знам, тие пикови, ово на горе доле. И најубаво е да си свестран да играш, да можеш на што повеќе позиции да играш. И слобода да имаш во И играње. да имаш слобода, имав таа среќа што некои тренери ми даде доволно слобода да го покажам талентот. И тоа е многу значајно во кошарката. Језда првата сезона во работнички ги чекав тие 5 минути кои ќе биде плюс 20, плюс 15, па да те пуштат младите деца, макар и тогаш тахикардија, не знаеш што да правиш, па гледаш некој играч што деци го ни пипнал, па не знаеш како да играш, така и тоа е големо искуство. Реков центар и се подсетувам на оние моменти кога Лазар Лечич го создаваше работнички, а преку него и модерната кошарка во Македонија, затоа што пред тоа еве не треба да се поцени улогата на Стефан Тодоровски Цефи, кој долго време беше тренер, па Лазо го замени. И тогаш Лазо постојано кукаше, абе нема во Македонија високи играчи, нема, и одеше, ги бараше, па така Кацарски го најде, Парики Ѓорѓевски го донесе од Тето, Жмара од Куманово, Боцевски, ама сите беа тука 2-2-1, после Радосавлевич, дури потоа твоје, меѓутоа сакам да ти кажам за тој период немаше високи играчи и кога ќе видевме некој 2 метра, ово е центар. Велефе, затоа ти да, али друг стил на игра, тогаш беше по, како да кажам, физикална кошарката. Сега е малце по-мека, да кажам, многу правила, многу е успорена кошарката. Језда некој мисли дека е забрзана, ама ја бих рекол успорена. Во кој смисла? Во смисла прекршок еден намерен фаул на страна, прекршок да видиме на телевизорот дали е, пуштите не да играме. Прекини се прават. Прекини, така да кошарката треба да се пушти да се игра. Сега има виша сила, не може да ја контролираме, така да мора да ги пратиме правилата. Почетоците беа во работнички, тука заигра и после како оди твојата кариера, решаваш да одиш надвор. И ја одбираш Грција, и АЕК, Не, отидов прво отидов во Америка на школување. Сакав да видам некој нов предизвик, уште од мал секогаш сакав предизвици. Отидов во Америка и доста ојачав таму кога се вратив. Пред тоа бев некој детенце што не играше ни во јуниори. Кога се вратив и со доста поголема мускулна маса, самодоверба. Таму ме гледа како Тони Кукоч, ме вика, македонскиот Тони Кукоч. Дошо тројки висок, белец, тројки шутира, нема они многу. Кај беше тогаш на тоа школување? Во Вашингтон бев, во Арчбишоп Керол Хај Скул, Џорџтаун ме зема со стипендија, ме пратија во школа средно и од таму да идам директно од Џорџтаун. Али едноставно на 17 години да си сам таму со друга фамилија не е свеедно, јас да се привикнувам, јас многу брзо и сум борец да издржам до крај, али решив да се вратам точно на финалето МЗТ работнички и подпишав договор тогаш, ствари имав валиден договор со работнички на последните 3-0 утакмици. Таа ми е шампионска титула, пошто јас сум од баксузната генерација што прва година работнички изгубивме куп од МЗТ и изгубивме шампионатот Николфред. Така да немав трофеи. А ја очекував дека работнички за сите трофеи, и тоа ми беше малце даун и предизвик да освоен. Пошто јас стварно немам ништо освоено клубско Македонија, осим таа купот ми фали, па ќе видиме. Тамо рече во Америка ојача, виде како се работи, што доаѓаш овде, доаѓаш во работнички, како што викаш, и после кај одат твоите мисли? После во истата таа постара репрезентација, кај што беа доста добра генерација, ама постари по една година, две, станав лидер после една година станав лидер на таа репрезентација и имаше еден турнир во Лито Хоро, каде што бев прв стрелец и прв скокач. И Драган Шакота, сосема случајно од плажа, дошол да погледне утакмица и одма
во АЕК не зема Дечко, и тогаш ти доаѓаш почна во мојата гастербајтерска кариера. Кошаркарска одисеја. Така каже, да. На Перо Антич. И беше кецу кец, прва година, прва титула. После 29 години мислам АЕК осваја титула. Тоа беше 2001-2002 да, сезона. 2002 година титула со АЕК. И остануваш во АЕК, меѓутоа твоите желби се поголеми, амбиции поголеми. Сакав да играм. Сакаш да играш и на овие наши простори тука во Сите знаат дека Звезда ми е слаба точка и кога стигна понудата од Звезда, тогаш имав понуди од Киндер Болоња и уште од некој за прилично повеќе пари. Ама детенце навивач уште од мали години за Звезда. Ете ги тука се, да. И не можев да не ја прифатам понудата пред се заради шакота што ме изнесе од Македонија во АЕК и ме побара сега во Звезда као поискусен да му помогнам. И јас на тоа гледав дека е морално да се иде таму поради тоа што човекот ме извади од Македонија и ми помогна. И ти брзо стана и миленик на гледачите. Очекува во секој момент кој ќе влезеш во игра да се случи нешто. Да шутираш за тројка од далеку, па да дојдеш под кош, да ги будиш противниците. Доста скокав, доста атлетски подобар од сега. Се разбира со годините си иде све. Немаше еден напад да не пробам да закуцам. Не идев на положување, сакав атракција. Сакав некои тие предизвици, тие ме водале бед бој некој. И гледачите чекаат. Чекаат сите. Па бев и малце конфликтен. Некој дел од карактерот со годините сваќаш дека сега да сметаме, тогаш си бил 22-3 години, нормално сакаш, леташ, што би се рекло. Па на тие терени Звезда навијачите кои ти излезат едноставно 40 минути не знаеш кај се наоѓаш, што едноставно сакаш да изгинеш на терен. Ама кога влегуваш све елиминираш играта Елиминирам и теренот. 40 минути, 12 играчи, тренер, стручни штаб, други не ме интересираат. Да е и фамилија од другата страна, било кој. Или 40 гледачи минути викаат, аплаудираат, не. Тоа не допира до... После толку време на балканскиот простори знаете како иде навивањето, едноставно се исклучуваш, ако не се исклучиш, само ќе си направиш проблем. Нема да ќе се замараш со кој што кажал, они се дојдени тука, си платиле карта за да се испразна, да кажам, емотивно или не нервозите да ги пренесе. Да уживаат и секој на свој начин на да свој навива. начин и не замераш. Треба да ти биде поттик и предизвик да им докажеш на тие. Во Звезда 2 сезони Две беше сезони, и еден после куп Радивој Порач. беше 2005-2007. 2007-2008 во Лукойл. Ме побара Желјко Лукајич и тоа ми е така. А Радивој Кораш го спомна купот. Да, го освоивме 2006-2007 со Звезда, да. Со Звезда. Жучко. После одиш? Жучко Левица. Да. А од таму Желјко Лукајич ме повика во Лукойл. Сега увек иде Грција, овакво се Бугарија, дали да си иде, а Бугарија тогаш првенството беше стварно на завидно ниво. Нали ЦСКА играше тогаш, Софиска ЦСКА и Левски, сите клубови беа доста добри. И Желјко Лукајич ми даде одврзани раце. На прв разговор, нели треба со тренер да се чуеш. Ја викам, здраво, коуч. Мали, нема да причаш многу, ја може да будеш лидер мог тима да даш 20 поени и 10 скокови да узмам све титуле. Ја добро. Ајде видимо се, не имам посол. Так спушти. Јас стварно 44 утакми надпревари, 44 победи. Имав 23-4 поена просек. Иземав сите индивидуални награди, историска сезона во Европа на бугарски тим. И после тоа дојдоа понудите од Орландо на Самар Лига, дојде Барселона, дојде Макаби, ама Локомотив сите што дава за 3 години, Локомотив даде за 2. Тоа е Локомотив, да кажеме кој Локомотив Ростов на Дон. Да. Пошто Локомотив следната година се пресели во Краснодар. Неки руски бизниси си има таму. А во Ростов почна врхунски 2 месеца бев лидер на тимот, ама пех повредата. Петата метатарзала напукна и до крај сезона не играв. Тоа долго време те оддалечи таа повреда? 6 месеци, 7 месеци.
И доста како се сериозно. чувствуваш тогаш во тие моменти? Помислуваш, леле, враќањето какво ќе биде и така? Гледам да не мислам многу, ако мислиш многу, Ќе сгрешиш. ќе сгрешиш, ќе влезеш у такви причи у главата, така да ќе паднеш психички. Јас сум оптимист по карактер и по природа, така да увек гледам, ќе помине, увек пробувам и да убрзам процесот. Добро, животот во Русија изгледа ти се допадна, па од тука, од југот на Русија, одиш после на северот, во Санкт Петербург. Санкт Петербург. Поранешен Ленинград, убав Преубав град, град, прекрасен. преубав град. Тимот ми беше стварно врхунски и добра хемија имаше у тимот. И таму освоивме куп после 20 и кусур години. Тој куп е прв пат у живот да видам толкав пехар, не можевме да го дигнеме. Сите го дава, по двајца го држевме. А кој беше тренер тогаш? Зви Шерф, израелецот. Зви Шерф играше Хени Домеркант, Патрик Беверли што игра во Лос Анџелес Клипер сега. Тогаш беше таму. Беше таму, заедно, имаше и Миха Зупан од Словенија играше, Владимир Дичок што е директор сега на Кошаркашката И федерација. сега кога ќе се сретнеш со тие луѓе, Со сите сум посетуваш во дека врхунско. И таму убаво беше. Преубаво, од мостовите, од све, ја дури ладно сакам. По природа сакам ладно време, така да има и што да видиш и све, само нашата професија и тие патувања во Русија, знаете колку временски зони има, не дозволуваат превише шетање. Добро, во Русија имаш куп освоено, кажа. Да, куп. Куп на Русија и тоа станува запишано во твојата спортска биографија. Бев и MVP на купот. И MVP, да, имам и тоа нотирано овде. После како доаѓа идејата повторно да одиш во Грција, овој пат во Олимпијакос, ама погоди точно во ти кажам, вистинско време. Ја и у АЕК доек играв, обожавав, само гледав Олимпијакос. Црвено-бела боја на море си таму, најбогат клуб. Исто како Црвена звезда. Да, викам, леле Олимпијакос, сега ти живееш во центарот кај што се тие лошите случувања, Панетенаикос на планината, овие ваму, леле Олимпијакос. Пред Олимпијакос, знаете што се деси, дека се деси најубавиот момент, може да го кажем, мојата кариера, Европското првенство. Поценети, плюкани, како год да се каже, од многу тренери. Такви сме балканците. Сега одиме на Европското првенство. Да, најде за Европското, зашто е пред Олимпијакос да го завршиме. После ќе одиме да. на Олимпијакос. Бидејќи Европското, навистина сите не разгали, едноставно живеевме во тие мигови со нашиот кошаркарски тим. Вие бевте вистински идоли, тогаш немаше човек во државата што не ги споменуваше вашите имиња. И тоа се случи во Литванија 2011 година, Македонија, четврта на Европското првенство. Имавме шанса, може, и за бронзен медал, меѓутоа го загубивме во дуелот со Русија. Да, а пред тоа може да се каже дека и очекуван пораз, би рекол, во полуфиналето од фаворизираната Шпанија. Да, со најдобриот тим според мене Шпанија до тогаш. Интересно е да кажеш до тогаш како се одвиваше, зашто бевме први во групата во првата фаза, во втората фаза бевме втори зад Русија. Да, и како втори, втори добивме право да играме во четврт финале со Литванија во оној историски меч. Леле што направивме. Да. Сега за тие моменти. Во првата рунда почна со Црна Гора, нели изгубивме. Пораз. И се собиравме секој цело време во нашата соба. Ја и Тошев цимери бевме и сите се собиравме од економ до председател. Тоа беше таа дружба, немаше разлика кој капитен, председател, овако сите заедно. И тоа не направи, тоа не држеше. И почнавме сега некои од помладите види што пишуваат, леле овој се заинтересиравме. Викаме после еден пораз што се дешава и некој тој инат од македонски проработе. И кога почнеме победуваме, не ни интересира ни добри коментари, ништо. Си имавме некоја суеверие, после секој натпред се собираме у соба, спуштаме музика, си правиме мовет, се смееме, се зезаме. Така да првата рунда помина врхунски, да кажам, на прво место. Дури босанците дојдоа и сака да преговараме да ги пуштиме, демек, уште бетер
се инативме, уши Петар ги победивме. А втората рунда, кога дојде... Тука ги победивме и грците, инаку... Грците, хрватите... Грција секогаш оди со аспирации на тие тоа беше, мислам, тогаш да се вратевме, ќе беше окей. Не достига некои играчи во грчката репрезентација. Спанулис не играше, игра Калатес, Фоцис, да, него намалува не. Успехот наш и победата над Грција. Сега ќе ти кажам, во тие моменти јас бев во Даегу, во Кореја, на светското првенство во атлетика, ако се сеќаш онаа трка кога... И ти си гледаше паралелно. Кога побегна од старт Усеин Болт на стотка и разочарување, и после тоа рече, ако трчав, ја ќе тепам, а вака бар Джексон, мојот соработник, стана, односно сонародник, стана шампион светски, иначе ковид. И таму гледам, и временска разлика, ноќе, викам, леле, сега со Грција, која победивме Грција, другиот ден во прес-центарот доаѓам, грчките новинари, од двај ги начекав, молчат. Абе, вика, ние ослабени, нова првенство, се вадат. Сите има... Викам, стои таму Грција, цртичка Македонија, резултатот кој е? И молчат. Ова вака една дигресија напред, а после се завршите стигнав овде. Со Спанулис имам задните два надпревари, првиот во Полска го изгубив од Грција против Спанулис. Ми е многу добар другар. Имаше турнир во Германија, репрезентација. Ја погодив заден шут, победивме, он ичеше да се поздрави, ја трчав по него. Застанав, чао, овој ќе умре, он е баш борец и се. И сега, ако игравме, ја не играв. Ја да играв, нема шанси да изгубам од вас. И они си имаат тие. И сега добро, таа прва рунда ја минавме одлично. Пораз од Црна Гора, другите победи. Не ги гледавме втора рунда, трета. Како доаѓа, ни беше на нас исто. Идеме, газиме, се тепаме до крај. Дојде Словенија и неа. И неа Словенија дојде, после дојде Грузија. Да, Грузија. Грузија дојде со 10 авиони навивачи пратени од нивната држава со поддршка, ама Бого даде тој кош во задна секунда, во последната секунда. И све беше како некоја бајка, дека мора да биде. Знаете, кога иде, како што рековме, една одбрана ако почне од почеток или еден напад да даеш кош. И бевме втори и продолжуваме веќе да превараме. Четврт финале со Литванија. Тука веќе запалени публика и све на нивни терен. Ама вие договорени да изгинете. Нација пар екселанс. Ги боли душа, не знам што god им се деси кошарка само да не изгубат, али културен народ, све не можеме да кажеме дека имавме некои големи провокации или такви некои слични ситуации. Толку како што треба гледаат на спортот. Во конкретниот случај кошарка. Дај Боже сите да гледаат така. Да. И Литванија кога дојде предизвик, пак исто со облекувалната све, сега не ти е се едно, знаеш, 11.000 се не те пцујат или лошо вреѓаат нешто. Ама кога видовме тргна, иде, се држиме, луѓе, можеме еден чекор поише до крај. И таа тројка Владко, ете, што даде, лудница, не знаев што кажем, и јас затоа кажав после Владко, поздрав до цела Македонија, луѓе, шоуто продолжува. И стварно едва чекавме за Литванија бев, бар јас може да кажем од моје име, знаејќи ги играчите, малце нервозен. Со Шпанија верувате не беше никој нервозен. Видовте како игравме, дали се погасо, све, не ни интересираше, водевме, ама на Варо. Му тргна со една нога, со лева рака, со десна. Тој па таков играче. Ако му тргне, не дај Боже да му тргне, нема стоп за него. Зато еден од најдобрите во историјата на Евролига и во европската кошарка. Тоа првенство на вистина на сите ќе ни остане во убаво сеќавање, ни се укажа шанса и за Олимпијадата, да играме на Олимпискиот турнир, квалификацијски, оној во Венецуела, во Каракас. Таа прв надпревар, стварно, пресечени на стартот. Не, беше надпревар кој Ангола, мислам, беше така? Не можам да се сетам. Не е ни важно. Луѓето стварно ги чувавме врхунски, ама луѓето преку рака шутира 70% за тројка. Све влегло. Не знам, мислам дадоа 21 тројка, 20 тројки. Значи, тоа е неодбранливо. Само дигаш рака и честито, момци. После тоа се боревме, победивме со Нов Зеланд. Па Доминикана. Дојде Доминикана, почна сечење. Таму се NBA играчи, било што
беше и јавно таму кажано, али тоа е тоа. Пробавме, стварно пробавме, небитно, идеме далje. Следен предизвик. Јас така гледам на тоа, не гледам кој ќе се пензионирам, кој нема ништо да работам, кој ќе имам пензија, тогаш ќе зврдам и ќе погледам што сум направил, што све. Дојди внуче да ти каже, сега дела тебе. А вака само напред, ако се свртам, не знам, не е мој стил, ако се свртам, значи више ми е... Твое напред после Литванија и тие настапи и дочекот овде 100.000 и повеќе луѓе на плоштадот, стигнаа хероите наши и така. Голем успех беше тоа во еден екипен спорт, посебно во кошарката, да биеш четврти во Европа, е голема работа. И сега, пред да се вратиме на првенството на Европа во Литванија, почнавме за Олимпијакос, и сега продолжија приказката за Олимпијакос, дека е многу интересна. Имаше две титули европски. Излези момче на тераса, све беше у парламентот. Дојдовме таму и испанули сите си. Јас сме долги години пријатели, заедно почнувавме уште од 2001. Брате, you sing this, ово, она пееш. Едноставно прифатија, стварно обожавам Грција. Што год да има проблеми политички, све, ја во Грција 6 години поминав врхунски, ни еден проблем немав, нит за држава да се збореше. Едноставно спортот си е спорт таму и поштуваат. Друга политика, да, нека си бркат, меѓутоа едноставно спортот... имав понуда да играм во таа керамика, да играм првата понуда, што кажеме на Џерот Партизан, јас сам реков, јок, не доаѓа во обзир, не сум предавник. Ако не е црвено-бел дресот. Ако не е црвено-бело, и едноставно кога кажа трет Олимпијакос. А јас од Евролига идав, Улеп купа, ФИБА, едноставно носев некои куфери, ја ги викам као лошото момче, без разлика каков квалитет имаш, сега тренери прашуваат каков е во соблекувалната, да не ми го расипе тимот. Едноставно, кога излезе идејата, Дуда Ивковиќ е таму, ако Дуда го поминеш, фрли куферите и цепаш. И Олимпијакос немаше освоено титула, само куп еден, мислам, во 15 години или 2, 15 години нема освоено титула и Евролига. Дојдовме, го зезнавме тогаш, да знаете, финансискиот дел на Евролига. Олимпијакос одлучува баш ако дојдов, го крати буџетот драстично. Да. Олимпијакос беше еден од најбогатите. И освајаме Евролига као подценетите све со тој магичен шут, да го кажем, 0 на 007. Кириленко играч, швед, може замислите сумите. И сите тимови рекоа, чимо вие можат со овако, па и ние ќе скратиме, и сите ме кара. Значи, и најинтересно поурникот на Олимпијакос. Да. Вие бевте лошите момци од таму што ги симнавте цениве. И најинтересно е во Грција се враќаме европски шампиони после 15 години, дочек од аеродром, све врхунски. Низ град четаш, Антич, као честитам, али не ни интересира Евролига. Панатенаикос убите го, Панатенаикос да го скинете, да не викаме, чекаме Евролига земавме. Не ни интересира, Панатенаикос, дербито. И така, убава приказна е таа прва сезона во Олимпијакос, со 2 титули, шампион на Грција и шампион во Евролигата, па имаше, дојде нов тренер, Барџокас, имаше он валја некои проблеми со македонци или како, па за малце ќе го напуштев. Имав 1+1 година, ама бев ефтин играч во тие. И викат, ќе го задржиме за тоа. И цела година имаше некој, дали ќе играш у прва петорка, дали ќе влезеш све. Добро, тоа психички не делува, мене не ми делува. Јас на клупа можам да седам и да бидам, ќе ги бодрам играчите. Јас сум професионалец, сум избрал ја да потпишам во клубот, ја да останам така, да никој не ме терал. Ќе работи работата. Со негативна енергија само ќе направиме негативна атмосфера и ќе се растори цела работа. И на финалето не играв втора петорка. Прва петорка губеше 16 разлика. Тоа е најголемиот пресврт во историјата на Евролига. Губевме прва четвртина, почеток на втора 16 или 17 разлика. Ние ги победивме 12 разлика на крај. И прво финал, мислам, стотка да иде изнад стотка. Добро, тоа беше навистина момент за славје и за тебе, и за играчите на Олимпијакос, и за навивачите широм Грција. И за нашата држава, да си има и представники на тие големи надпреварувања, и така го гледам, цело време
си ја носам знамето, си ја знам од кај сум. Па ние све не само може. тоа чекаме да те видиме Да. тебе, ти да заиграш, да завршиш, да славиш знамето Да. таму и тоа.